Почитувани, добар ден, еве сме и во емисијата Очи во очи на телевизија 24 да привршиме и со оваа работна недела и слободна тема, како што ви спомнав и на сите со кои бевме заедно во емисијата во ТЕК, што е и добро, значи нема ништо непредвидено, особено во делот на тие кризни и критични ситуации, пожари и слично, во главно значи дека се функционира. Дури ако е нешто да треба да се спомне во позитивна насока и посетата на председателот на владата на Турција, повик за инвестиции и така натаму, значи и позитивни работи, што значи дека можеме со слободна тема релаксирано да се препуштиме на сето она што мислите дека треба да се спомне, да се загатне, да се отвори понатаму при нашите следни дискусии. Не би должел повеќе, 6091 924 6091 925 се телефонските броеви и добар ден за првиот учесник, да ја отвориме официјално и оваа наша средба. Повелете. Добар ден. Добар ден, се слушаме? Да, се слушаме, со вас да нека биде тоа, да, баш се радувам, да. Добро, мал се изненадена кога сум. Повелете. Значи, што да не кажам, значи има многу работи што требаше се вика да се кажат сега во слободна тема, меѓутоа мораме, пошто бе пред некој ден нешто така као коментирана, една господја што пошто се јавувам за ѓубрето и све, да и кажам дека градоначалникот не е меродавен за ѓубрето, пошто така нешто не коментираше, затоа што во населбата каде што живее Стефче, таму 2 пати неделно се собира ѓубрето, меѓутоа кај нас овде што се случува, ние сме иста општина, различити населби, значи мислам тоа дека не е во ред да се прави, ако се прави секаде треба да биде исто, само сакав тоа да го кажам, пошто без погрешно сватена. Значи, има многу работи, еве сега и да кажеме нешто со ова хидроцентралата, може би е нешто за поздравување, пошто сите го очекуваме тоа со години, го сакаме, и ако требаше со само придонесе и тоа. Меѓутоа, не знам дали ќе има, како што се зборува, нели сега, како што читаме и гледаме, дека се зборува ќе има вонредни избори и реконструкција. Реконструкција, да ви кажам, треба да има, затоа што колку сработил и како сработил, треба да се докаже. Друго, значи, не можам да бидам што прочита што се случува во судството, во обвинителството. Значи, администрација, дактилографки, да не наведувам други, немам време, сето тоа го решавале, таму обвинителите подпишувале. Ова е невидена срамота што се случувало во обвинителство. Значи, друго, што се случува во МВР? 73 милиона, значи се наплатени што требе, а 29 се искористени. Каде се другите пари? Значи, ова е, не знам, кражба на столетието, не знам другше како да човекот да го каже. Значи, каде се другите пари? Значи, како никој... Благодарам ве, поздравувам и тоа е под превезот над доверливоста, што значи дека може да продолжи да се функционира тој принцип 21 година, тендер и така натаму. Ова што го спомнавте, хидроцентрали Чебренгалиште, да, добро, одлично би било, особено ако биде наше, тоа е најдобрата варијанта. Најдобра инвестиција, впрочем, која ако се почне, а особено реализира, ќе покаже токму дека тоа се оние вистински инвестиции, тоа е нешто во што вреди да се инвестира, дури да се позајми задолжи, затоа што тоа е нешто што потоа и ќе ги врати парите, но и истовремено ќе биде директен поддржувач на и таа енергетска независност и на подобрувањето на приликите во земјата и велам воопшто како пример. А она што спомнавте за обвинителот Савески, доброто изјави дека не гледа ништо спорно од тоа што се слушнал со премиерот, односно што премиерот му се јавил. И тоа може слободно се каже сама по себе една ситуација која од една страна колку, да речеме, ја спорат, толку пак и
може да се каже ка не е забрането. Но она што вели Савески дека не му е спорно затоа што независноста на обвинителството била гарантирана со устав. Тоа е она што некако лепди можеби. Значи, настрана тоа што се слушнале, да, а што сега, да се забранили? Може да зборуваме етички и така натаму. Но да беше загарантирана, таа е загарантирана со устав, но да се применуваше така, немаше да имаме ситуацијата каква што имаме во правосудството и обвинителството. А тоа е суштината, дека многу работи кои се загарантирани со устав, воопшто не се применуваат и уште повеќе, колку повеќе нешто се гарантира, толку помалку се применува. Заклетви на пратеници, на суди, на кои да е уставно загарантирани, тука се и најголемите проблеми. Она што вака ќе се договори, тоа и можеби најдобро функционира. Така што тоа е во ред, велам, се слушале, не се слушале, но она што загрижува е ако уставот ја гарантира независноста, тогаш тешко, со десетлетија ја гарантира, но кој го есапи уставот, тоа се гледа од состојбите во правосудството. Значи, она што се применува се токму таа податност за влијанија. Независно, велам, кој нема врска, дали е тоа политички или сосема настрана. Затоа што, и велам честопати, ако некој е подложен на влијанија, тогаш апсолутно не е воопшто прашање кој влијае. Кој да повлијае, тој има начин како ќе се договори. Ако не е подложен независно, гарантирал, не гарантирал уставот, кој да му се јавува, ништо. Така што повторно човечкиот фактор е тука, не уставот, уставот е на хартија, хартијата се трпи. И тоа го гледаме во пракса. Добар ден, кој ни е следен? Добар ден, убав ден. Да, и вам повелете убав ден. Благодарам. Ќе загатам две теми ако имам време за двете. Вака, прво, значи за реконструкција на владата и предвремени избори. За реконструкција на владата сум, затоа што некој кој што е министер, значи, или некој назначен за некоја функција, не е обавувал работата, треба да се замени и треба да стави нов и треба државата да оди напред и оно што е затаено треба да се исправи. Во однос на другиот дел од ова, значи, околу предвремени избори. Јас ми се чини простоно што е. Прво треба господин Мицковски да си даде оставка, ако распише предвремени избори. Веќе он, кога пред да стапи, рече, само за еден мандат ќе бидам, повеќе не. Значи, ако веќе барат предвремени, пред да поминат 4 години, он треба да си даде оставка и, значи, да идеме на предвремени избори. Меѓутоа, се прашувам, дали во тие предвремени избори ќе треба да се донесе нов буџет, бидејќи овој буџет за овој гарнитура е одреден, донесен и така е усвоен. Меѓутоа, овдека во оваа ситуација ќе имаме нова влада, нови политички гарнитура, можда истата, можда друга ќе биде некоја, значи треба да се донесе нов устав, нов закон, буџет и по тој да се работи, а да видиме какво ќе биде, што ќе биде. Вториот дел сакам да го потенцирам, спомна, значи околу Чебрени галиште. Ако ние бевме паметни на времето, ако си го изградевме Чебрени галиште, многу поевтино ќе не кошташе во тоа време, и досега ќе беше дури и отплатен, а ќе имаме голем бенефит, место да увезуваме струја, ние ќе извезуваме струја, ќе бевме извозници, но не и увозници на струја. Ми се чини дека нам ни фали нешто во размислувањето, во сенсот, во свеста и совеста, затоа што не, значи, на кратки стази работиме, а не работиме на долги стази, да може што вика од сето тоа што работи. Ви благодарам, поздрав до вас. Добар ден, кој ни е следен, повелете. Здраво. Да, повелете, се слушаме. Па види, ја ви дал еден краток си дескрипција на овие сегашни влади кои владеат од таму 91 година навака. Гледам луѓе уште живеат у нека утопија дека она што се ветува дека тоа ќе се реализира. Тоа ќе се реализира, ама со многу пари. Така да, еве, спомнуваат Чебрен галиште, чуда, муамети. Еве, за уште 10 животи мои, тоа нема да се реализира, ја ви дам гаранција. Дека нема ништо, само чиста превара, лажење на народ. Нити па таа Вардарска долина уште живеат у таа утопија
таа утопија постоеше уште во времето на Јосип Брос. Уште во тоа време се збореше дека французите ќе биле за таа долина. Не е ова вчера некој новитет. Нема ништо тоа. Тоа се вика надај се не усвои плюсе, него како беше оно надевај се на нешто, да не кажам што на пијано. Или она имаше до зелена трева и така, има многу. Да, ја другаче го знам, ама не ќе да го кажам. Добро, да, добро. Така да, се уште веруваат на овие партии до сега што биле власт. Значи, власт биле сите овие, и овие одранковните, и овие патриоти, и овие други што ги нарекуваат предавници. И додека имаше пратеника кои за сега уште не се укалјале, за понатега не можам да тврдам ништо и за нив, али народе бе, не верувајте бе у Дедо Мраз. Абе, ова е све превара. Абе, додека не се почеша сам, нема никој да те почеше. Оваа држава, овие само гледаат да грабаат, да продаваат и да разнебите. Тајде поздрав. Благодарам, поздрав до вас, добар ден, кој ни е следен, повелете. Ало? Да, се слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден. Очи према вас. Ви благодарам исто, да, возвраќам. Предходно гледаш пред мене. Го почитам, се сложам со се. Мојата е размислување и разговор мој ќе биде на секоја слободна тема апел до секогаш, значи додека не се реализираат на секоја слободна тема во секоја мисија вечера. Апелирам до председателот на владата на Република Македонија, Христијан Мицкоски од ВМРО ДПМН, апелирам до министерот за транспорт и врска Александар Николовски од ВМРО ДПМН, апелирам до директора на македонски патишта на Република Македонија Славе Трајановски, како беше таму од ВМРО ДПМН, во владата, што побрзо да им дадат благослов на градежниците кои се спремни да го изградат тој пат од 300-400 метри до сетото место, еве сега иде и на 8 јули секогаш било таму се луѓе имало кумство, се збирале луѓе, верници се поклонували така натака. Сега не можат ни пешки, значи ни планинари не можат да појдат таму од тие коси да се направат, имат место од каде, да им дозволат градениците, знаат инженерите, само чекаат од ним благослов, не знаат зашто чекаат. Апелирам до владата, председателката да ги се исполни за она што дига пракаја, што се бланирав, што испадна дека се бланирам пред најавноста како свештеник. Апелирам да гласа за нив заради нивното ветување, што ветуваше Мицкоски, Гордана Силјановска, дека ќе вратат уставното име, дека ќе ги раскинат штетните договори со Бугарија, дека ќе вратат раскинат Спанскиот договор, дека ќе го осудат и позатвора сите криминалци од ДПМН. Благодарам, поздрав, добар ден, повелете. Почитам водителу. Да, повелете, добар ден. Добар ден, Диме. Да, ве поздравувам. И јас исто. Повелете. Почитам водителу. Беше спомнато сега преди малку пожари. А дали пожарите кај нас во Македонија се изгаснати? Не почитам водителу. Нешто тлеат, него се разгорени. И тоа знаете каде? Во душите на македонскиот народ. Што да кажеме за вработените на детска клиника? Сега слушам. 4-5 месеци не земале личен доход. Што да кажеме за пожарите во душите на сивалничките вработени по сивалници? Ни осигурани и личен доход. Почитал водител. Какви пожари се тоа? Или на земјоделците што ми ги барат сега субвенциите, не ми ги дават, им барат да враќаат назад. Почитал водител. Какви пожари се тоа? Разгорени пожари. Што бидна со чај белоградите, со марихуаница, со наплетувањето дронови на првенецов на владава. Како заврши тоа? Како заврши, му се заканувал Палчо, него и на синот по живот?
Како заврши тоа почитано? Го прискувала и него, и фамилијата, и синот. Како заврши тоа? Што би нас огруби? Пожари. Па ние сме сите не во пожар, не во пламен. На цело со овие депонииве. Крај ни нема, почитал водителу. И душа, и срце, и ние гориме. Пријатно. Поздрав до вас, благодарам за јавувањето. Добар ден, кој ни е следен, повелете. Добар ден, господин Исо. Добар ден, повелете, да. Господин Исо, јас би сакал да зборувам околу отворената изјава на бугарските власти дека нема да останат само на барањето за уставни промени. Имено, јас тука би рекол и би кажал нешто и околу одговорот на премиерот Мицкоски дека ќе се отвори Пандорината кутија. Значи, тие две изјави мислам дека се со иста суштина. Сега ја сакам да предпоставам што би имало во таа Пандорина кутија и би кажал 2-3 мои, да речеме, размислувања, 2-3 од што би имало во таа Пандорина кутија. Прво, мислам дека би излегло делото на Милошевски, нашиот заменик на владата, Милошевски, кој што рече дека го напиша делото за џуџето Небрегово. Значи, тоа е прво моја предпоставка за Блаже Конец. Понатака мислам дека исто така ќе излезе една од Пандорината кутија изјавата на еден бивш, за мене позитивна личност, од ВМРО ДПМН, бивш голем функционер кој рече дека бугарите имаат документи да се наполнен шлепер, а ние немаме ни еден документ, ни еден лист од А4 хартија. Па и последно би кажал околу тоа дека можеби од Пандорината кутија ќе излезе и 150 загинати. Така, благодарам, ве поздравувам. Но добро, тоа е, би рекол, нешто што и не е нужно затворено или некаде спакувано. Она што јас ете тоа гледам таа Пандорина кутија сега како термин под наводници се појави. Не знам на што прецизно се мисли. Не знам затоа што велам, не знам затоа што токму францускиот договор е еден вид кутија. И во него има многу повеќе работи од уставните измени. Дали на тоа се мисли? Имено ете и вие спомнавте ова од посетата, средбата на председателките Македонија Бугарија, дека нема завршеле уставните на уставните измени. Дали е тоа во контекст дека нешто надвор од овој францускиот договор кој е прифатен во 2022-та како француски предлог прифатен од тогашната власт, а дали на нешто друго се мислело. А инаку велам, самиот тој француски договор е на крајот на криштата, тука се историски прашања, таа мешовита комисија за историски прашања, значи многуте историски прашања, чествувањето, практично ете на некој начин исто така посредно или непосредно идентитетот преку националните херои, кој е, што е, чиф е, како ќе се чествува таа историја, велам историја не само како некоја информација или некаде декрет некаков, туку сето тоа е всушност и обврзувачко во образовниот систем со промена на односно прилагодување на содржината во учебниците и така натаму. Тоа се работи за кои не се зборува или практично не се зборувало воопшто. Може би се тие во сенка на уставните измени, па затоа не се зборува, може би се без двоумење прифатливи и нема ништо спорно во нив, или се, ете, толку флексибилни, па не се спорни, а само уставните се.
Инаку велам, значи, тој француски договор не е само една точка. Така што во тоа смисла велам ова сега што овие денови се отвори како тема Пандорина кутија. Дали се мисли на властите официјално сега веќе назначени на Бугарија по 5 години, по 8 обиди, ако не се лажам, кои се сега веќе конвенционални, значи они регуларни, редовни, така да кажам. Сето тоа претходно беше привремено и слично. Дали тие размислуваат да смислат нешто ново надвор од францускиот договор, или францускиот договор е таа кутија, почнуваме всушност да се свестуваме дека не се само уставните измени, туку има и други работи. Тоа што Пандора не знаела што има во кутијата воопшто. Па таа отворила, па сите зла и излегле. А ние знаеме, но не спомнуваме, само за уставните сме се фатиле. Што не велам дека не треба, туку со други зборови сме отвориле и уставните измени. Ако веќе дискутираме за нешто, треба да се види воопшто целата содржина, и тоа, не знам зошто и досега не се правело. Тоа е пакетот француски договор, отворете го и да ставиме се на кантар. Или тоа другото е прифатливо, а уставните измени се, а ова друго поминува. Иако и тоа, имајќи предвид дека веќе 4 години од прифаќањето, подпишувањето на францускиот предлог, кој стана француски договор, всушност, ние гледаме дека не одат работите добро со таа комисија, заедничка, мешовита. Па е прашање колку е и тоа перспективно, а е дел од таа кутија, од тој договор, таму француски. Што значи дека повторно во ред некако се врзуваме и овој врв политички. Да, дали гаранции, па ние ќе ги направиме уставните измени. Или ајде да влеземе, па тогаш уставните измени. А што со ова другото? Тоа ни е прифатливо или што? Значи, ние ги гледаме сите работи таму. Не е како Пандора, па се изненадила, излегло се, не очекувала. Ние ги гледаме, но само за ова дискутираме. Односно, пред се тоа е ставено од страна на властите и е предмет, или. Дури и уставните измени, јас не знам точно, ние имаме црвена линија или немаме, затоа што и неодамна и председателката Силјановска ми се чини токму за светите Кирил и Методи чествувањето, па таа идеја ја даде. Да, ајде ќе ги направиме, но повлегување. Или гарантирајте за ова. Значи, ние би ги направиле, не правиме по ниједна цена. Од друга страна, потоа има изјави, нема отстапување јазик, идентитет и така натаму. И токму и со средбата сега, на која и министерот за надворешни беше. Да, треба да се седне, да се договара, да се разговара, за се може да се договори, но за ова не преговараме. Така што, велам, има многу работи, тоа се уставните измени. А што со другите? Во тој договор, дали кутија или како го нарекуваат. Добар ден, повелете. Добар ден. Да, поздрав до вас, повелете. Ве поздравам. Исто и јас, повелете. Исто, што се ние разбираме од Крива Марица? Сега, дали ме разбирате? Не се ние ништо разбираме околу таа работа. Така да, каква Пандорина, каква кутија, се ни образложено на маса. Ние или сме некако, не знам како да кажем, природно глупи или природно интелигентно глупи. Што е работата, не знам. Такви сме ко нација, како некој волкова кезарија со глава во песок и рие упорито. Денеска читам портал за ова Кочовска, кажува кредитните друштва парите да ги давале преку сметка. Овие, брзите кредити. Да, се смеам. Викам, види како го лушти сиромавиот народ. Тој нема за лекарства, си подига, може би има извршители, си подига парички за лекови. Тие упорито му ги земат преку извршители да не може да дојде ни да се излекува човекот. И да се има увид во платниот промет, во текот и така. Колку сте земале, колку сте вратиле. А овие од друга страна, тоа се доверливи информации и не кажуваме ништо. Тоа се вика врховски ајдук. Кочовска, ти врховски ајдук. Таа ќе кажува кој како да прави, пази сега абсурдно што од сето тоа.
И ако е социјалец, ќе му го сопрат социјалното, или ако треба да се лекува, ќе му сопрат извршителите, тој пак ќе остане ем должник на кредитното друштво, ем парите ќе му ги лапнат и што да ви кажувам. Киро на Кирија. Види како македончето се краде меѓу себе. Тој интелект, ние се крадеме меѓу себе, ама не сме ние кажеме ние со бугарите така, и со други, и со европејците. Тоа замина во социјализмот, сега сме капитализм, ајдук до ајдук. И сега овде ми шират демагогии. Исо, дал да се смееш, дал да плакаш. Како министерката ги решета сиромашните луѓе? Така ви благодарам. И гаранција, колку што сватив, ќе се барала поголема финансиска, нели, како што менувачниците, банките и така натаму, и овие имаат тие за брзи кредити. Гаранција како депозит поголема да била. А зошто е била поголема? Па ниедно не пропаднало до сега, одлично си работат. Не пропаднало, тие пропаѓаат луѓето кои земале, не можат да вратат. Зошто тие да гарантираат? Ниедно не избегало, супер име. Исто како и овие што не менуваат МВР, ни договор, ни ништо. Доверливо не ви кажуваме ништо, тоа и оти може да има последици по работењето наше и така натаму. И јасно, помеѓу другото, и последици може да дојде до ситуација да треба да се поништи тој договор и така натаму, и како? 44 милиони за 5 години излегле. Па тоа е одлично, да учат трговците. Нема подобар трговец. Како му доаѓа тоа? Неполни милион евра месечно. Просек тоа. Постоја месец, топ милионче. Добро, бе, сега мас го гледам како, милионче на ден, ама на добар пат и ова оди. Така што, и сега вие да ја откриете тајната тука некому, тоа е доверливо и секако ека може да ги загрози односите, работењата и слично. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Да, повелете, се слушаме. Гледам дека и вие ја утнавте работата со информацијата за МВР пасошите. Не знам, добро, ајде тогаш, дајте разјаснете ми. Добро. Мислам, да сите вадите пасоши или да лични карти, документи, добивате 2 уплатници. Добро. Тоа се административни такси. Така. Дали во тие уплатници ви бара стрикто да го напишете бројот на општината кај што живеете? Добро. Епа, еден дел од тие пари иде за општината кај што живеете. А сите останати пари кај од горе што пише? Трезор, буџет на РМ. Не пише буџет на МВР. Буџет на РМ. Значи одат во буџет. Дали ме разбирате? Значи, А тогаш уште полошо, значи државата, а овие се соучесник. Па ние сме, пазите, ние цело време сме само извршители на државата. И соизвршители, и соучесници. Земете го тоа со казните, ако да казните во буџетот на МВР, вие знаете која пара ќе имаме ние? Ќе имавме или јавер човек ќе бе в Рокфелер, ако беше така. Значи, сето тоа оди во буџет. А после од буџетот се повлекува за да се платили. Сега треба да одговори МВР, зашто ако е толку разликата голема во заработката, не ја намали вредноста на документацијата. Дали ме разбирате? Напротив, уште имавме и поскапувања. Поскапувањето се должи заради инфлацијата и така. Па или земете, а никој не прашува зашто има разлика, исти пасоше, значи исти документ, у страници, у се комплетно формат, и се комплетно, вие ако имате над 28 години, плакате 2400, ако имате до 28 години, плакате 1600 денара таму такса. Зошто? Јасно. Зошто, нека ми е. А исти документи, нема разлика ли тоа? Ма јасно. Има поише страници или за личната карта, 300 денара. Тоа тука тоа би требало да се намали. А иначе нека МВР ги... Така, благодарам. Но добро, велите из документи слично. Се сеќавате, имаше во оние последни години, ако не се лажам, од таа некогашна Југославија, имаше и онакви варијанти во хотелите, странец па плаќа двојно повеќе и така натаму. Истиот принцип, што чаршафот поинакове или повеќе му го абе или што е, мислам, погруба му е кожата, па пократко ќе трае, па треба двојно да му се наплати и така натаму. И сето на со горивата исто за странци повеќе и така натаму, популистичка метода, што ме радува дека не помина тука. Откако оваа криза со Блискиот Исток почна и зголемувањето на цените, имавме коментари, доаѓаат полнати и така натаму, не се примени тоа да се воведуваат различни цени на горивата и велам, тоа и покажува, тоа е за мене една
реалност на таа стабилност. А ако се загрозува пазарот, има начини други да се ограничи на странци количина и така натаму, но популистички е, нив ќе им наплатиме толку. И затоа велам, како во принцип гледајќи, сметам дека е добра таа одлука и генерално и во ЕУ тука дојде и до поларизирање. Одредени земји го направија тоа, други не, и почнаа потоа и меѓусебни критики. И по однос на ова, да, МВР нема ништо, добро, нема, во ред, нема ништо, но што имаме ние од буџетот или колку имаме, граѓаните? Ако ќе видите повторно, со тој ребаланс, односно со односење на буџетот, па ребалансите и така натаму, кој колку добива после. Значи, повторно изворот е таму. Може би не добиле директно, но потоа ќе добијат. Тоа собираме сите, ајде. Значи, одиме цело оделение во Печурки да собираме, а после таму ќе ни распределат. Така што во таа смисла, да, извршител, соучесник или како и да е, толкувајте го, спроведува тука, затоа при тоа е класифицирано, доверливо и слично, за да не се откријат тајните на добрата мајсторија. Тоа се рецепти кои, нели, како беше она на Арсен Дедич, дека има некои тајни кои не се зборуваат на сите, само се шепнуваат. Значи, вие го правите тоа, за потоа во кујната, кога се ќе се собере, таму во кујната ќе се сготви и ќе се распредели потоа на сите. Ајде сега седнете. Еве ви вам за ова, еве ви вам за она и така натаму. Па после може ќе се купат возила и такви работи, инаку ќе се каже, па нема. Што сте направиле вие? Па ние направивме, донесовме 44 милиони и слично. И тука е тој момент, тогаш и вие што велите абсурден, што е, па образецот е исти за ово и за оној. Ама ова е до толку години. Па ќе му го наплатиме толку, оно е за повеќе и слично. Но и тука исто е повторно пазарна економија. Што мислите, зошто? Па овој, не знам, постариот 10 години ќе му трае, што ли? Па наплати му повеќе тогаш, како? Ој што е помладиот на 5 години му важи. Ќе дојде повторно. Треба си плати, како данок на имот и слично. А ој што мисли? На 10 години добил, па во меѓувреме ќе се појават ситуации, промена на име, па да се смени возачка, име на возачката, на пасошите и така натаму. Тоа се дополнителни работи. Кој да не го покри некој? Напротив, тогаш се случи зголемувањето. Се бараат зголемување на плати на улиците, и на секаде се едно, а од овие други инстанци, помеѓу другото и за тие документи, само соопштение поскапува. И тука е јасно аргументација. Поскапувањето се должи на инфлаторните процеси и мора да се следи. Се само тука не може да се следи кај платите. Тоа е тоа и разлика во години и слично, па ви ќе извадите повторно документ за 5 години и така натаму. Ќе го платите. Во итната постапка исто. А што е итната? Што спомнавте, образецот е иста. Овој што, итно работат? Двојно работат? Кој некој друг работи, има таму итна служба па им ги праќаат. Или во ред има, ама се знае VIP гости и слично, но имате она all inclusive, ultra all inclusive и слично, па што ќе добиете, па ќе си платите, па одите. А тука што треба да си благодарен на она што е, што вели Савески, уставно загарантирано било, па уставно загарантирано и документ да имам. Ако сакаш за 24 часа ќе си платиш. Двојно, тоа се тие работи. И што? То типично, преку ред тогаш. Па чекај, ја чекам тука. Овој платил, него ќе го пуштиме преку ред. А тој службеник исто работи таму. Нема да остане тој до полноќ за тој итниот да го заврши. Добар ден, повелете. Добар ден. Да, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Исто. Да. За мене Бугарија била втор дом. Знаете зашто? Кажете, да. Затоа што имам први врсушки таму. Убаво е, да. Благодарение на нив, цела Бугарија има прошетено, со тоа што родендени, свадби, крстивки, ходили натаму, се заедно сме ги славеле тие работи. И едно да кажам, ако се отвори уставот, албанците ги пратите ли?
Ги пратите? Добро, во која смисла? Кажете, дајте, што... Они се во владата и бараат преку лето и повеќе. Така ќе види и со бугарите ако влезат во уставот. Разбирате? И овој почитување што ви се јавува. Ако ве почитува, еден ден нема да ви се јави. Разбирате? Се обидувам некако, да, добро. Друго што да ви кажам. Ситуацијата не е баш добра, али се надевам да ќе се поправи. Ба, ете, сите се надеваме, да. И да ви кажам што, Повелете. кога бе во Чусно, во Поморје, Аха. таму се најмногу македонци има, и во Варна исто, а во Велинград кога бе запозна се еден граѓанин, по потекло беше турчин, му го сменја името и на дезето му го сменја името. Ете, гледате. Толку. Ви благодарам, поздрав, добар ден кој ни е следен. Добар ден, Исо. Да, се слушаме, повелете, ајде, добар ден. Да. Ох, како да продолжиме. Како најнежно сега му текнува кај од парите, како се пренасочували. Јас од кој знам, имало 2 уплатници. И фала му на Госпо, што му текна со картичка да можеш да платиш на шелтерот таму. Иначе одевме со уплатниците како идиоти, чекавме после додатно на пошта и со тие исти уплатници се враќавме назад. Да. Никој од нас во тоа време не му текна кај оделе тие пари, дали буџето, дали она. И сега најнаш овој полицаец од другарчето наше, што цел век го помина подценка со радарот на клаен на прозорецот таму, кај што делеа пари со возачите што прекорачиле брзина или било како, и сега најнаш се буни кај оделе тие пари. Тоа е јасно, ете, потенцирам, ова не е ништо ново, не е од сега, од месец година, туку од почет практично, преку 20 години и повеќе. Дали одели во буџетот ќе одат каде? Не оделе да ме требало во МВР да одат таму. Да ме касните требало него, иначе платата да му се крени. Цел живот го поминавте со тулумби, со сладки, од багажникот мој ми отвораа, ми земаа шалчина капи од битола текстот таму сите работи. Од цел живот делам со тие сообраќајци и сега кај оделе тие пари? Кај оделе тие пари ти мене што ми ги земаше полојна од казната? Направивте станови, направивте куќи од тие пари од возачите, од таксистите, од сите тие раши ги оценувавте со пола за мене, пола за тебе. И сега овој шоварак со пандорината кутија. Ја сакам да се отвори, за да се види како може 9 години, веќе 7 нивни, сега 9 години, никој од СДСМ само да не опцуе по бугарите дека биле фашисти и окупатори на оваа територија овде. Него цело време вината е во македонскиот народ. Нека се отвори да видат кои беа татковците нивни, удбашите и дедовците. Како не се плашат дека ќе излезат до суијата. Ви благодарам. А добро, затоа и велам и впрочем и од тој француски договор се што стои треба да се стави на маса. Освен да речеме, ако ете веднаш првата точка или уставните измени, а ова не е прифатливо за нас. Дај да го расчистиме тоа, па ќе видиме за другите. Инаку нема што воопшто и да разговараме. Другите не може ни да дојдат на ред додека ова не го расчистиме. Евентуално ете или во тој случај. Или ако е веќе дојдено, да, па не знам, гаранции, па или совлегување да размислиме, тогаш треба да се гледаат сите работи. По однос на ова со уставните измени, гаранции, повлегување и слично, а по однос на другите работи, ајде да видиме што е, како е. Имаме забелешки или немаме. И тогаш да се има конечна јасна слика и позиција. Добар ден. Добар ден, господин Со. Да, добар ден, повелете. Поздрав до вас и поздрав до вашите гледачи. Благодарам, повелете. И јас благодарам, а дали ме поздравите добро? Да, па како не, па добар ден веднаш. Да, ви благодарам. Сега, видите, господин Со. Ако сум заборавил, еве да. Да, изгледа заборавивте ми тоа не е намерно, знам дека не го правите тоа сигурно. Таман работа, да. Таман работа, да кажам, господинот вика, ако од него не земале пари, спорува некако прилепски, битовски, немало да имаат куќи луѓе во СДСМ, а од ВМРО ќе има бели палати и ќе има хидроцентрали. Зошто хидроцентрали мислко се од која има? Од моите пари. Ви има од сите пари, од твоите, од моите, од сите.
Така да, господине Исо, треба уставот дали да се отвори. Па Пандорината кутија, знаеш што е Пандорина кутија? Кога отвориле, останала надежта. Значи немала ништо она Пандорина. А овој Христијан Мицкоски, господин Исо, вашиот премиер што е сега, јас не го сметам за президент и го напишав и сега во Фейсбук ме блокирале дека му напишав персона нон грата, значи за мене, не за другите. Јас имам право такво мислам. Значи персона нон грата е непожелна личност за мене. Значи не му мислам лошо, ништо. Меѓутоа сум напишал и Фейсбук ме блокира. Фейсбукот ми го блокира 2 дена. Меѓутоа не знам што се работи со човекот. Пандорини кутии ќе отвора, па Пандорина кутија надежда стана, немала ништо, празна е таа. И што ќе отвори тоа, што ќе се разбере, што ќе има тоа? Па има историска комисија. Во историската комисија има историчари наши, има историчари бугарски. И сега треба да докажеш, господин Исов, кога више се формирала тоа, уште 99 година, 1999 кога беше ВМРО на власт, почнато е тоа со бугарите, не е сега почнато. Дали разбираат нешто овие што си... Благодарам ве, поздравувам, но тоа што велите празна, останала надежда, тоа е всушност се. Ова другото се раштркало и токму оној контра тек за воспоставување баланс е надежда. А без неа ништо, се е загубено веќе. Сите зла излегле, а празно надежда. Значи, тоа е она што единственото може да се спротивстави на сите овие други кои излегле. И тоа го имате секаде и тоа е главниот столб. Оној стожер за воопшто човек да има волја и да живее и да прави нешто и да менува и да се бори и така натаму. Дури и ако гледа дека нема некаков ефект. И го имате практично секаде, да не одземам време, или се едно и во христијанството. И што е? И го распна Исус и после што? И завршува религијата тука. Го нема, после што? Виделе нема толку, умрел и... Кај го виделе како лета? Не. Виделе откопано местото. Завршува со смрт. А всушност не е. Што е? Па надежда. Откопано, тоа е надежда. Ја победил смртта. Надежда ги победила злата. Значи, велам, на тоа почива се и религија и слично. На тоа што не е крајот тука, да, и потоа Исус умрел и толку. И што е тоа? Не, туку надежда е. Тоа е понатаму. И оттаму се гради комплетно се. И со кутијата, и со каде и да погледнете, тоа е нешто што, значи, не може да кажете празно. И после Исус виделе празно дупка тамо. А не. Добар ден, повелете. Ало? Да, повелете, се слушаме. Добар ден. Добар ден, поздрав. Јас ќе почнам за овие партиве наши, што владеа со државава. Дали мислат за народот и за државата или собствените интереси? Еве, Мицковски се сложи, са најави пред времени избори. Зошто не си го терат, како да кажам, мандатот или што? 4 години мандатот, да видиме обеќањето дали ќе го среди или не, дали ќе го направи, да видиме до кај сме. Плюс тоа, ние сме посиромашна држава, не можеме да така предвремени избори да правиме, зашто тоа кошта. Сигурно нешто 5-16 милиони евра, сигурно кошта. А нашава држава е толку задолжена, што јас се прашувам и будујќи 2 генерации дали можат да ги вратат тие долгови и наместо да се штеди тие избори. Еве, например, често излезат тие функционерите и ќе кажат народот вака, народот така. Еве, народот бара, например, кај нас една изборна единица. Партиите сите си чутаат. Зошто си чутаат? Па народот бара. Народот бара закон за потекло на имотот. Партиите си чутат. Значи не го слуша народот. Собствените интереси си слушаат. Еве, Филипче излези и само спомнува уставни промени. Зошто, например, не кажа што фали во државава? Немаме здравство. Еве, јас, верувате, термин бара во здравство, да со месеци чекам термин. Нема термин.
И таму владее огромна корупција. И некој термин што закажал го укинува, тој термин некој ги плаќа. Значи само финансиски да подмитиш лекари, само така можеш да добиеш. Зошто тоа не се среди? Зошто не се среди на... Така ви благодарам. И наспроти сето тоа е надежта, јасно. И затоа се прави се за да се укаже да почнат да се средуваат тие работи, да се реализираат, да се исполнува надежта. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, ве слушам, повелете. Исо, дали сум јас? Вие, да, повелете. Ви благодарам. Со задоволство секако повелете. Чекав неколку души пред мене, меѓутоа ворете. Поздрав од убавиот гостивар. Аха, повелете, да. Вака Исо. Ве слушам, да. Ме слушате? Да. Да му кажем на овој претходников дека еднопартискиот систем го умревме ние. Тоа беше за времето на другарот Тито. Сега има повеќе партии, така да сакале, не сакале, ние ќе се трпиме тоа што сме гласале. Јас не сум гласал за Мицкоски и не очекувам дека нешто од него не барам резултат. Ради тоа што не сум гласал, да ми опростите. Ма нема зошто да то. Вака Исо, јас повеќе се јавувам за Гостивар. Гостивар толку се работи, толку се копа по улиците, а ние една половина е направена од една улица. Дали би можеле вие да дојдете да видите што се работи во Гостивар? И тоа неколку дена пред доаѓањето на печалбарите во Гостивар. Хаос е. Ја не знам како може онака да се работи. Дали ние сме држава правна или пак не знам каква држава сме. Ја немам ништо против работењето, градењето, меѓутоа треба да имаат разуми како треба да се гради, а не отвори ги сите улици, скопај ги и остави ги. И ние што ќе правиме сега? Ќе не казнуваат нас полицајците, ќе ги казнуваат, еве имам другар таксист, вика само нас не казнуваат, а другите кои што се со обични коли не ги казнуваат. Срамота е ова што се дешава. Зашто вака не знам. Многу работи недостасуваат во државава. Меѓутоа треба да бидеме свесни дека градиме. Да, благодарам, ве поздравувам, но знаете, може би токму и наменски велите доаѓаат печалбарите, па како ќе останат подолго? Вака велите токму раскопано, дупка и слично. Не може ни да се излезе кога ќе се дојде. И тоа стратегија изгледа функционира. Утринава слушам на еден медиум исто онака добронамерни совети кој планира да оди на кај јужниот сосед во Солун, обиколницата целосно ќе била затворена за викендот. Од петок до понеделник баш ја затвориле. Па токму тој ќе дојдете и ќе останете во Солун. Не може да излезете туку така лесно, па ќе видите продавниче ваму тамо и додека излезете во меѓувреме, ако ништо друго сте пазареле, кафе, сендвичи и така натаму. Веројатно и тука. Дојдат печалбарите и да ги задржиме што подолго. Добар ден, повелете. И јас би останал со вас што подолго, а без какви да е градежни зафати. Повелете, добар ден. Ало, добар. Да, ве слушам, повелете. Емисијата од 2008 година. Текните емисија. Така ли, знаеш, демократи кој беше? Што ти е околу тема? Тема што ти е? Слободна, ете, слободно. Вие генерално слободен човек, сам свој газда, што сакате си кажувате. Не му е јасно на овој слушател, исто дека судите се од 91 поставени од СДС за да крадат, плачкат и да растура држава. И никако за нив нема обвинение. Они още царуват со судиите. Јако е поморно. Значи, се се опустоши и оплачка и гледаш и суди колку криминалти и пронајдеат, никој ги груби, тамо се да речем, Османи 19 милиона криминал на први Ката Јанова го откри кога бил министер за здравство. Никој не леже за тоа. Никој нема обвинение. Па тоа ли е значи, една, мислам, влада што сака да се грижи да работи домакинска и партија и сите пратеници ги да формират влада, економите да подобрат. И тоа не го прифатија. Значи, душмани окупатори се вие заедно. СДС и уведеа приватизацијата за да плачкат, за да се богатат и да растурат државата. Значи, сета вина е за сега само приостанува
со студенти, слободна мислам да има протести, да се избркат и суди там, судики, Кацарско до 86-та, Демишкова, Јанев, Александар Камповски, тоа се се корумпирани луѓе, криминалци, богаташи и бранат ги само. И дури за предавниците за трговијата за државата. И тоа не и пресудија со стоката Стево Пендаровски подпис. Благодарам ве, поздравувам. Ете, мисля, чини дека сме на крајот, така и е. Ви посакувам на сите остварување и исполнување на надежта. Надежта, ете, постојано нека ни биде. И таму каде што ни се чини дека ја нема, токму таму каде што гледаме можеби празно место, празна кутија и слично, можеби токму таму најсилна. Ви благодарам за учеството, вниманието. Имајте пријатен викенд кој е пред нас и секако во добро да се видиме и од понеделник. Довидување.